саботни регионални вести. Интензивно се работи на изградба на системот за отпрашување за Југохром, тврдат представниците на раководството. Рестартирањето ќе значи екзистенција за повеќе од 100 семејства. Со згаснување на Југохром згасна екзистенцијата на жителите од општина Јагуновце. Речиси секое семејство од оваа рурална општина обстануваше од овој комбинат. Сега едве преживуваат, заглавени со кредити без доволно пари за храна, лекови и грење. Надежта ја гледаат во рестартирањето на фабриката, чии оџаци не чадат 15 месеци. Остануваат на ставот дека Југохром не го загадува воздухот. Истиот според нив бил затворен поради политички мотиви. Југохром престана да работи на 1 ноември 2016 година, откако Министерството за животна средина донесе одлука дека комбинатот не ги исполнува еколошките услови за производство. Му наложи на комбинатот, доколку сака да работи, да изгради филтер станица. Ја посетивме фабриката. Моментално таму работат околу 50 луѓе кои го држуваат системот за производство. Од раководството на комбинатот велат дека во меѓувреме интензивно се работи на изградба на металната конструкција на филтер станицата, која се изработува во Скопје. Целиот систем велат изнесува 4,5 милиони евра. Дел од сумата е платена. Од март годинава ќе се започне со монтирање на станицата, која целосно ќе биде готова во текот на месец август годинава, кога се очекува Југохром да почне со работа со половина капацитет и на работата се вратат над 500 работници. Направени договори се во висина од 3 милиони евра. Аванс е платено негде во висина од 1 милион евра. Договорот со ФАКОМ платен е околу 25%-30% од цената на чинене. Комплетно челичната конструкција треба да изработи ФАКОМ. И отприлика деловите, односно уредите кои имаат поголем рок на испорака, како што се вентилатори, филтер вречи, платено е аванс, заради тоа што рокот на испорака некаде околу 6 месеци. Од синдикатот на Југохром уверени се дека филтер станицата ќе се изгради, затоа што голем дел од сумата е веќе уплатена, а металната конструкција се гради. Отаму велат дека ќе побараат од владата да им даде дозвола Југохром да почне со работа од месец март годинава, паралелно додека трае изградбата на станицата. Мислим дека и самата влада и невладините организации ќе покажат разбирање за ово, бидејќи ќе се уверат и видат дека стварно се работа, значи околу системот за отпрашување. Југохром е еден од поголемите индустријски капацитети во земјава. Неговото неработење значително влијае на падот на индустријското производство, кој во последно време го бележат статистиките. Кои се ризик факторите и како може да се превенира карциномот? Ова беа темите на кои се зборуваше на предавањето во Гостивар по повод Светскиот ден на борба против ракот. Редовни здравствени прегледи, здрава храна и физичка активност. Овие совети ги посочи онкологот доктор Илир Исмаили како најдобра превентива од карцином на предавањето што се одржа во Гостивар по повод 4 февруари, Светскиот ден за борба против ракот. Исмаили вели дека бројката на заболени од карцином во земјава бележи пораст, а граѓаните треба да водат грижа за своето здравје. Според Републички завод за статистика се гледа, значи јасно појавување на огромен број на нови случаи, односно нови пациенти заболени со овој вид на карцином. Претежно, значи како сите болести, односно карциномот, како што знаеме, е поспецифичен, да речеме, значи кај карциномот нормално превенцијата и најдобро лекување, што подразбираме, значи порано диагностифицирање на карциномите, нормално е подобро лекување, односно имаме и соодветно лекување за карциномите. Превенција нормално, поздрав живот, здрава храна и нормално со спорт. Предавањето го организираше Гостиварскиот совет на млади со цел да ја подигнат свеста кај помладата популација за превенцијата од карциноми.
Ние како Младенски совет денес го имаме овој настан и го одбележуваме Светскиот ден за борба против ракот, кој се одбележува на 4 февруари. Нашата цел беше подигање на свеста за ова заболување и укажување како да се превенира и кои се ризиците кои доведуваат до ова заболување. Над 8,2 милиони луѓе во светот годишно умираат од некаков вид на карцином. 30% од случаите на рак може да се спречат со водење на здрав начин на живот или со имунизација против инфекции кои предизвикуваат рак. Украдени 5000 денари од црквата Свети Кирил и Методи во Тетово. Околу 5000 денари биле одземени при тешката кражба што синоќа во периодот помеѓу 22 и 23 часот за сега непознат сторител ја извршил во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово, информираше портпаролката на МВР Лиза Бендеска. Според незините податоци, сторителот насилно ја отворил влезната врата, пошто ги одзел парите и заминал во непознат правец. Веднаш по пријавата, екипа на СВР Тетово извршила увид и презема мерки за расчистување на случајот, рече Бендеска. Во овој соборен храм годинава имаше уште една кражба во која беше причинета материјална штета од околу 12.000 денари. Кражбата се случи на 12 и 13 јануари во време од 16 до 7 часот, кога непознати сторители скршиле дел од дрвената влезна врата од црквата, влегле внатре. Со употреба на тврд погоден предмет отвориле 2 дрвени каси, од кои одзеле картонски кутии во кои имало пари. Инаку синоќешната е вкупно 11-та кражба во верски објекти во Тетовско-гостиварскиот регион од почетокот на годината и при тоа се одземени околу 30.000 денари, 2 мали икони од црквата во Фалише, како и 150 метри електричен кабел од манастирот во гостиварската населба Циглана. Во билтенот на МВР информации за повредена тетовка во сообраќајка во Скопје и за пожар во куќа во Тетово за кој постои сомнение дека е подметнат. Во сообраќајна незгода во Скопје повредена 51-годишна тетовка. Според информациите на МВР, незгодата се случила вчера во 8 часот и 30 минути, при што патничко моторно возило Peugeot 208 со скопски регистерски таблици, управувано од 41-годишен скопјанец, удрило во тетовката која возела велосипед. Истата била пренесена во градската општа болница 8 септември, каде и биле констатирани тешки телесни повреди. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Скопје и се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера во полицијата било пријавено дека на 1, односно 2 во времето од 17 до 10 часот во Тетово на улица 108 во куќата на 62 годишен тетовец од засега неутврдени причини избувнал пожар. Според информациите на МВР од пожарот најпрвен се запалиле креветот и тепихот поставени во ходникот, а делумно била изгорена и дрвената врата од една од собите. Пожарот најверојатно сам се изгаснал, а на местото на настанот на подот пронајдени биле 3 пластични шишиња, а во едно од нив имало мала количина течност која мирисала на гориво, односно бензин. Собственикот се сомневал дека пожарот бил подметнат наводно од страна на неговиот внук, бидејќи истиот во неколку наврати преноќевал во куќата, а двајцата имале меѓусебен спор околу нивниот имот. Увид извршила увидна екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, информираат од МВР. Со својата работа како диџеј на електронска музика, тетовскиот продуцент Александар Галоски станува се попознат на светската сцена. Неделава тој потпиша за една од најголемите издавачки куќи, што значи дека во иднина го очекуваат настапи на секаде на сите континенти. Меѓу оние кои се познати низ светот се родумот тетовско. Високо место зазема Александар Галоски, диџеј на електронска музика. Тој е едно од ретките диџејски имиња од овој регион на Европа, што успева константно да биде дел од светските диџејски плейлисти и врвни издавачки куќи. Неделава потпиша договор за соработка со Armada Music, издавачката куќа која е во собственост на еден од најголемите диџеи во светот, Армин ван Бюрен.
Посебна чест и задоволство ми е да го најавам моето ново издание на Armada Music, една од најголемите издавачки куќи за електронска музика, која е во собственост на Армин ван Бюрен. Огромно благодарам до Фетле Грант и целиот тим на Darklight Recordings за целата поддршка и доверба, напиша тетовецот, споделувајќи ја веста на Facebook. За новото издание се подготвува видеозапис во Белград, соопшти Галоски, кој е едно од ретките диџејски имиња од овој регион на Европа, што успева константно да биде дел од светските диџејски плейлисти и врвни издавачки куќи. Само минатата година неговите изданија се најдоа на радиоемисии кај светски познати имиња, како Hardwell, Avicii, David Guetta, Dimitri Vegas и Like Mike, Afrojack и Nicky Romero. Во февруари го очекува турнеја во Азија со настапи во Јапонија, Кина, Тајван, Хонг Конг, Индонезија. Во март во Љубљана, Словенија, ќе настапува со диџеј Afrojack. Одамна за него е резервирано и летото со настапи во Хрватска, Финска, Шпанија, Австрија. Годинава сакам да ги поместам сите граници со настапи на страна на сите најголеми настани ширум светот, да бидам дел од најголемите издавачки куќи и да оставам посебен белек и инспирација за новите генерации, дека со джебови полни соништа и напорна работа се е возможно, вели Галоски. Роден е во Тетово, а живее во Долно Седларце. Почнува да работи како диџеј уште како тинејџер од 14-тата година. Од 18-тата тоа го прави професионално. На програмата на телевизија КИС секоја сабота и недела со почеток во 17 часот и 30 минути ќе се емитуваат патеписите насловени Заборавени на продукцијата Мариово филм. Денес патеписот за селото Сопиште. Исто така на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот ќе емитуваме репортажата од празнувањето на Свети Атанаси на Тетовското кале, Брвеница, Седларце и Требош. Меѓународната агенција за оценка на кредитниот рейтинг Фич го подобри кредитниот рейтинг на Македонија од негативен во позитивен. На подобрувањето на рейтингот влијаела политичката стабилизација, подобрувањето на меѓународните односи, напредокот на реформите во планот 369, резултатот од локалните избори, активноста на специјалното јавно обвинителство околу прислушуваните разговори. Од агенцијата наведуваат дека дипломатските сигнали околу решавањето на спорот со името се позитивни и дека Македонија очекува позитивна препорака од Европската комисија и почеток на преговорите во текот на 2018 година. На потврдата на рейтингот влијаело и одржувањето на ниска инфлација и финансиска стабилност. Врз подобрување на рейтингот може да влијаат подобрувањето на стандардите на владењето и понатамошното намалување на политичката неизвестност, како имплементацијата на кредибилна среднорочна фискална консолидација и стабилизација на учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ. Наспроти ова, врз влошување на кредитниот рейтинг може да влијаат повторувањето на политичката нестабилност, фискалната недисциплина или потенцијалните обврски, како и проширувањето на дефицитот на тековната сметка. Во неделната тема на Радио Слободна Европа се зборува за спорот со името поврзано со економските текови. Во ова издание на темата на неделата, почитувани, ви пренесуваме што мислат граѓаните во Македонија и во Грција за спорот за името, но и македонските бизнисмени за потребата од решавање на оваа прашање. Македонија и Грција, по доаѓањето на новата македонска влада пред неколку месеци, отворија нови патишта за решавање на над 25 години стариот спор за името. И додека властите во двете земји изразуваат оптимизам дека го гледаат крајот на проблемот, во Македонија и Грција има и други мислења. Најнапред да видиме што за решението на спорот мислат дел од грчките граѓани. За дел од грците терминот Македонија никако не сме да се најде во кое било решение на спорот.
Тие сметаат дека користењето на името Македонија имплицира територијални претензии кон оваа грчка провинција и античкото кралство на Александар Велики. Затоа ова прашање го сметаат како обид за узурпирање на нивната историја и култура и не сакаат решение кое ќе го вклучи зборот Македонија. Александар Велики е роден во Пел, главниот град на античкото Македонско кралство во северната грчка провинција Македонија, каде што се наоѓаат и гробовите на кралското семејство, вклучувајќи го и неговиот татко, кралот Филип II. Аргири живе во Пела и вели: Είναι το χωριό, η πρωτεύουσα του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Δεν δικαιούται κανένας, ούτε πολιτικός, ούτε και πολίτης, να έχει άλλη γνώμη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είναι Μακεδονία και είναι ελληνική. Со него се согласува Јоргос Томас, исто така од Пела. Κατά τη δική μου γνώμη, όποιος ψηφίσει το όνομα Μακεδονία, μόνο ως προδότης μπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Демонстрациите во Солун на 21 јануари привлекоа 100.000 луѓе од различни делови на Грција. Тоа беше еден од најголемите протести во последниве години. 42 годишниот Костас Константинис вели: Είμαι Έλληνας Μακεδόνας και ήρθα στο συλλαλητήριο για να δηλώσω σε όλο τον κόσμο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, θα το φωνάζουμε για όλη μας τη ζωή. Κανένας δεν μπορεί να πάρει το όνομα Μακεδονία και την ιστορία μας που κάποιοι χύσαν αίμα για αυτό το πράγμα. Ελένη Πακβέλη: Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν τη διαπραγματευόμαστε. Ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτούμε για τη Μακεδονία, για τη χώρα μας, για τα ιερά της χώματα. Κάποιοι πολέμησαν για αυτή την ελευθερία, την οποία εμείς απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Димитрис Вретекас, кој демонстрираше во Солун, пак вели: Macedonia is the only place that unites the Greeks for millennia, and we will never accept another country next to Greece to be called Macedonia. На сличен став и 78 годишниот Παναγιώτης Όρκας. Η Μακεδονία ελληνική και με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η Μακεδονία. Τώρα τα άλλα που τα λένε αυτοί και τα γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Националистичките страсти во Грција растат, а демонстрации против употребата на името Македонија во решението на спорот се најавени и во наредниот период. Во Македонија пак преовладува мислењето дека спорот со името треба да се реши што поскоро. При тоа граѓаните посочуваат дека за тоа е неопходно двете земји да најдат компромис. Воспротивно, освен политички, ќе има и големи економски импликации во регионот, бидејќи бранот на новото незадоволство би можело да ги потопи економските и трговските односи. Па што за ова мислат дел од бизнисмените и граѓаните на Македонија? Решавањето на спорот за името со Грција е од пресудно значење за домашната економија, порачуваат македонските стопанственици. Иако бизнисот не го зборува јазикот на политичарите, туку на економскиот интерес, стопанственикот Мирче Чекреджи вели дека затворањето на ова прашање ќе стабилизира економијата и ќе отвори нови врати за бизнис заедницата. Во врска со името само сметам дека ден поскоро треба да се реши проблемот со името. Се разбира дека при тоа ние губиме разни национални, идентитетски секакви елементи, меѓутоа на економски план еднаш за секојаш ќе почнеме во правата насока. Ќе мора да се регулираат работите овде, не ќе може секој да прави што сака, ќе мора да ги прифатиме правилата на игра на Европската Унија, кај што има капитализам 300 години, кај што сите глупости се изфилтрирани и така натака. Значи, тоа за нас може само корисно да биде. За секоја економија најприродно е да соработува со соседите, велат упатените. Соработката во туризмот пак е традиционална и плодна, а решението на прашањето за името ќе ги огрее и двете земји, вели Ангел Иванов, председател на Советот за туризам и собственик на туристичка агенција. Би било убаво да заврши позитивно, зошто? Затоа што многу од колегите кои имаат своји понуди и закупи за Грција, тоа го направива уште минатиот септември и дадоа пари, депозит. 1/3 од парите се веќе дадени. Затоа се овие предпродажби и ниски цени за некако да се вратат
тие уплати, значи заедно со клиентите учествуваат на пазарот и не би било згодно таа сделка или таа предпоставка да излезе негативна и тој рулет да излезе на наша штета. И додека економистите и бизнисмените апелираат ова политичко прашање побрзо да се затвори, граѓаните кои ги прашавме се поделени околу прашањето за можен компромис. Треба да наđеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро све бива, со лошо ништо. Јас не би дозволил името да ми се смени. Мое. Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо. Грција и натаму останува трет најголем трговски партнер на Македонија според обемот на трговска размена, веднаш по Германија и Велика Британија, а пред Србија и Бугарија. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое пренесовме некои мислења на граѓаните и бизнисмените во Македонија и во Грција во врска со спорот за името меѓу двете земји. До гледање. Во тешка сообраќајна несреќа која што се случила рано утрово во српската престолнина Белград, повредени се 14 лица, од кои 3 потешко. Несреќата се случила кога патнички автомобил удрил во автобус, кој потоа удрил во семафор, а семафорот паднал на камион. 3 лица се потешко повредени во несреќата, од кои едно од патничкиот автомобил, а е пренесено на уделот за реанимација на Белградскиот ургентен центар. И второто тешко повредено лице е од автомобилот, додека третото е возачот на автобусот. Едно лице загина, а 12 се повредени при ракетна стрелба од Сирија. Во турско-сириските погранични окрузи Килис и Хатај паднале 8 ракети. Ракетите погодиле куќа како и локален пазар и трговски објект. Повредените веднаш се хоспитализирани. Турската телевизија информираше дека вчерашното